Добар ден и добро дојдовте во уште едно најново издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете што подготви екипата на Урбаните вести за денеска. Општина Газибаба донираше јоргани и перници за детската клиника. Се интензивираат активностите за заштита на потрошувачите. Корисниците на социјална помош нема да плаќаат радиодифузна такса. Нови семафори на 2 локации во Скопје. Уништена цветната фигура во паркот Македонија. Детската клиника денеска доби нови органи и перници како донација и како дел од успешната соработка помеѓу општина Газибаба и оваа здравствена установа. Соработката која успешно трае веќе 2 години продолжува и понатаму, а до надлежните упатија апел и до другите општини да го следат примерот на општина Газибаба. Колегата Томислав Атанасовски беше таму. Општина Газибаба ја продолжува соработката со клиниката за детски болести Скопје. До сега успешно беа реализирани повеќе проекти, а денеска истата продолжи со нова донација. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски донираше јоргани и перници за оделенијата на детската клиника со вредност од околу 50.000 денари. При тоа тој упати и апел до сите институции што можат да направат вакви активности, бидејќи секоја донација на било која клиника ќе биде од голем придонес за подобрување на условите на граѓаните. Денеска сме овдека присутни во детската клиника. Целта на денешниот настан е донацијата која што обезбедивме. Значи, ова се средства кои што општината во изминатиот период ги собра од одредени културни активности, донации што ги организиравме. Целта е да дадеме придонес во подобрување на условите во детската клиника. Во разговор со директорката, во континуитет општината излегува во пресет и обезбедува одредени донации. Би сакал да упатам апел на вистина сите институции кои што можат и во рамките на своите можности да направат вакви активности, затоа што знам дека секоја донација на било која клиника ќе биде од голем придонес за подобрувањето на условите, а воедно ние сите заедно имаме обврска да работиме за подобри услови на нашите граѓани кои што се едни од посетителите и кои што доаѓаат нели овдека во болниците на лечење, на прегледи и така натаму. Посебно ми е чест што еве имаме одлична соработка со оваа клиника и навистина се работи за нашите најмлади граѓани кај што имаме уште поголема врска сите заедно да помогнеме. Директорката на детската клиника Аспазија Софијанова е благодарна што општина Газибаба традиционално ја покажува својата општествена одговорност. Таа изјави дека општина Газибаба е единствената досега која ја пројави оваа иницијатива и веќе 2 години ги прави овие донации. Ова е традиционалност веќе со оваа општина која ја препозна својата општествена одговорност да издвојува традиционално еднаш годишно одредена сума на пари со која особено ова оделение кое што е едно од најкритичните наши оделенија, тоа е оделот за неврологија, еве ќе биде сега оплеменет, да речам на некој начин, со ова кое што слушнавте дека не е донирано, а тоа се сепак работи кои се потребни за дечињата, постелни наперници, да го прави обликот, начинот на кој што тие ќе се лекуваат многу по, да кажам на некој начин, по достапен и по комфортабилен. Јас исто така би сакала да упатам апел. Ова општина е единствената до сега која ја пројави оваа иницијатива и веќе 2 години ги правиме овие акции и се чувствува таа промена. Посебна благодарност до градоначалникот кој несебично тоа го прави и во нашата заедничка соработка можам да кажам дека треба да биде пример и за останатите општини колку значи една мала, да кажеме, донација, независно колку е таа мала, е толку голема за нас. А радоста што ја предизвика вчера кога ја донесува донацијата, не можам да ви објаснам на лицата на смеаните дечиња, кои сепак ќе можат, пак ќе кажам, да го направат престојот нивен во болница малку по-комфортабилен. Општина Газибаба оваа година донираше на оделението за неврологија 28 јоргани и 30 перници, со што ја продолжува традиционалната соработка со клиниката за детски болести. Од 4000 пријави од граѓаните за кршење на нивните потрошувачки права за 2013 година. Уважени се само 1,5%, истакна денеска министерот за економија Беким Незири, велики дека ќе се заложи за поголеми права на потрошувачите.
Министерството за економија ги интензивира активностите за заштита на потрошувачите, најавува засилени контроли врз институциите задолжени за овој сегмент, како и до едукација и обука на нивните вработени. Како што соопшти денеска ресорниот министер Беким Назири, потрошувачите освен во матичната Организација на потрошувачи на Македонија и Пазарниот инспекторат за евентуални поплаки ќе може да се обратат и во Министерството за економија. Поразителни се бројките, рече Назири, на одговорени жалби на потрошувачите. Минатата година само 1,5% од вкупно поднесените 4.000 и во првите 6 месеци од годинава 2%. Според него, од денеска Пазарниот инспекторат наместо квартално како досега ќе мора да дава извештај за својата работа еднаш месечно. Бројките кои што ни се дадени се бројки што треба да алармираат дека нешто не кореспондира, односно ние не одговараме не секогаш врз поплаките, односно врз жалбите на потрошувачите. Во ланската година, во 2013 година, од околу 4000 жалби, само во 1,5% се уважени, значи, поплаките, односно жалбите на потрошувачите. Истата ситуација, значи, се повторува и во 2014 година, значи, на првото 6 месеци од извештајот што сме го добиле, значи, процентот е малце покачен, негде околу 2% одговорено позитивно, значи, врз поплаките и жалбите на потрошувачите. Значи, Министерството за економија уште од денеска, значи, пуштивме барање, односно наредба за пазарната инспекција, Министерството за економија во делот на заштита на потрошувачите да биде информирана на месечно ниво, неко како што било до сега квартално. Со тоа, значи, ќе ја надгледуваме детално работава на пазарниот инспекторат со една цел, значи, се повеќе да бидат заштитени интересите и правата на потрошувачите. Незири информираше дека Министерството за економија идната недела очекува да добие грант од ИПА фондовите на Европската Унија вреден 1,33 милиони евра. Од овие средства, 700.000 ќе бидат наменети за подобрување на администрацијата, задолжена за заштита на потрошувачите преку едукација и обуки, а останатите 600.000 се предвидени за јакнење на капацитетите на невладиниот сектор во областа на заштитата на потрошувачите. Министерот Незири рече и дека ќе се заложи Организацијата на потрошувачи на Македонија да добива 3 пати повеќе средства на годишно ниво од досегашните 500.000 динари. Околу 34.000 корисници на социјална помош и 5.000 на постојана парична помош ќе бидат ослободени од плаќање радиодифузна такса, според Законот за аудиовизуелни и медиумски услуги, што владата предлага да ги усвои собранието по скратена постапка. Премината на законските измени што се на дневен ред на собраниска седница наредната среда. Денеска ја утврдуваа министрите за информатичко општество и администрација и за труд и социјална политика Иво Ивановски и Диме Спасов. Спасов истакна дека веднаш по стапувањето во сила на законот, Министерството за труд и социјална политика постојано редовно секој месец ќе доставува база на приматели на социјална и постојана парична помош со цел јавното предпријатие Македонска радиотелевизија да не фактурира радиодифузна такса кон овие граѓани. Според Ивановски, наплатата на радиодифузната такса кај ранливата категорија граѓани е минимална, а управата за јавни приходи ќе ги изземе од најавените тужби за неплатена радиодифузна такса во изминатиот период. Ивановски додаде дека се во напредна фаза разговорите за моделот со кој ќе се овозможи што повеќе граѓаните да ја плаќаат радиодифузната такса на поедноставен начин и со помала провизија кон банките. Две локации во Скопје деновиве стануваат побезбедни, како за пешаците, така и за возачите на моторни возила, со поставување на пишачки семафори во аеродром и во Јурче Петров. Пешачките семафори кај трговските центри Бисер и Капитол во аеродром се пуштени во функција, известуваат од јавното предпријатие Улици и патишта. Во изминатиот период беа поставени 4 семафорски столба за пешаците на преминот помеѓу трговските центри Капитол и Бисер на булеварот Јане Сандански. Овој проект е реализиран по налог на град Скопје, а со цел да се зголеми безбедноста на пешаците во сообраќајот.
Нови портални семафорски столбови поставија екипите на јавното предпријатие Улици и патишта и на крстосницата помеѓу улиците Ѓорче Петров и Сареј. Новата сигнализација е веќе пуштена во употреба. Од градот очекуваат дека со поставувањето на семафорите и нивното пуштање во функција ќе се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот. Љубителите на цвеќе кои наместо да купат од цветните пазари одбираат да го украдат заседеното цвеќе од парковите, прават огромна штета. Иако неодамна директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Душан Авировиќ апелираше да не се крадат цвеќињата и да не се уништуваат цветните аранжмани, вандалите не мируваат. Овој пат е уништена цветната фигура во форма на паун во паркот Македонија. Од цветната фигура од делот на опашката на паунот украден е цветниот расад, а не достига и земјата во која биле засадени цвеќињата. Екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило вчера ги пополниле празните места со земја, а наредниве денови ќе засадат нови цвеќиња. Град Скопје апелира до граѓаните да не ги оштетуваат цветните фигури и да не ги уништуваат цветните расади кои ги красат парковите и зелените површини низ градот. Казната за крадците што ќе бидат фатени како крадат цвеќиња и опрема е 50 евра или 5 дена општо корисна работа во предпријатието. Аргентина против Белгија е последниот четвртфинален пар на светското првенство во Бразил. Тинеџерот Ник Киргиос направи сензација елиминирајќи го Рафаел Надал во осмина финалето на тенискиот Гранд Слем Вимблдон. За овие останатите вести од спортот по рекламите.